Здраво и добро дојавте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе збориме, односно ќе почнеме да збориме за физичките методи за контрола на микроорганизми. Како што рековме, има физички и хемиски, барем тоа е една општа поделба. И сега за физички методи всушност тие на некој начин се користени уште од каменото доба. Сигурно луѓето користеле топлина, нели, користеле оган за уништување на некои си микроорганизми, иако тоа не го правеле свесно, случајно, ама сепак тоа е еден од физичките методи, така. Денеска знаеме дека најголем дел од материјалите кои да ги користиме во исхрана, имаме шишиња, така. Во зборев минатото видео со некои пијалоци или нешто слично. Тие мора да бидат стерилизирани пред да биде нанесен пијалокот, исто и конзервирана храна и така натаму. Ама како што реков и претходно, за да стерилизираме нешто треба да знаеме кој е супстратот кој се наоѓа исто таму, за да не го штетиме, така да ако имаме некоја како што реков, дали конзерва, имаме храна внатре, не можеме да употребуваме многу висока топлина, бидејќи едноставно ќе се уништат хранливите својства на храната, значи витамините ќе се уништат, некои аминокиселини и така натаму. Така да не сме без ограничувања што можеме да користиме во кој случај, така. Че не можеме да користиме голема температура на храната. И за тоа треба да се најдат соодветни начини или некогаш па и е поекономски да не се стерилизираат, него да се употребуваат потполно нови. И зависи. Затоа постојано се употребуваат нови шишиња, старите нели идат на рециклирање. Сега да видиме кој е најосновниот начин на стерилизација. Всушност е топлина. Така. Топлина, и ова го спомнав уште во минатото видео, како всушност действува на тој начин што протеините кои се наоѓаат внатре во клетките, бидејќи се толку специфични, се врзани, нели се поврзуваат со различни водородни врски, дисулфидни врски, хидрофобни интеракции и така натаму, ама тие обично се слаби интеракции и топлината, бидејќи ја зголемува енергијата, ќе го доведе тој протеин да промени структурата, ќе стане некако поотворен, и едноставно ќе биде денатуриран и ќе не може да се ја врши функцијата и ќе изумрат клетките. Сега може да користиме влажна или сува топлина, ама пред да се навлезе малку во терминологија. Првиот термин кој ќе осретнеме е всушност ТТС, што бар на македонски е, значи не е ТТЦ, што е точка на термална смрт. Тоа е најниската температура на која сите микроорганизми, значи имаме некоја си епрувета, така со некој раствор, и во него имаме микроорганизми. И сега, точка на термална смрт е всушност најниската температура при која сите микроорганизми ќе бидат убиени за време од 10 минути. Значи, Т е фиксно, Т е еднакво на 10 минути. Сега, ние бараме најниската температура, значи најниското Т, при која сите ќе изумрат за тој временски период. Речеме, ќе започнеме со Т100 и сите изумреле, така? Па ќе идеме на Т90, па и сите изумрели, така натаму, и сега гледаме, стигнаме до 70 и не изумрели сите за 10 минути, значи е нешто повисоко и сега го најдеме дека е всушност 72 степени Целзиусови и всушност сме нашле точката термална смрт. Значи најниската температура при која сите микроорганизми изумреле за време од 10 минути. Добро. Сега да го спомнеме време на термална смрт. Значи време на термална смрт е сега со зелена. Значи време на термална смрт е всушност минималното време, значи минималното мало Т, кое е потребно за да се убијат сите микроорганизми при некое фиксно големо Т, значи при фиксна температура. Например, за температура 90, така, за температура 90, времето кое е потребно за да се убијат сите микроорганизми е, да речеме, не знам, 3 минути, така. Сега тоа, значи ова време Т, 3 минути, е ВТС, односно време на термална смрт за температурата од 90 степени. Сега ако имавме температура од, да речеме, 72 степени, така, тогашка Т ќе беше 10 минути, така. Тогашка времето на термална смрт
за температура од 72 степени ќе беше 10 минути. Значи најкраткото време, минималното време кое е потребно за се убијат сите микроорганизми на некоја си дадена температура. Веќе ти можеш и на некоја многу висока температура краток период или на пониска температура подолг период. Сега нормално не може например на 37 степени тие ќе изумрат сами по себе, настојано кога ќе се натрупаат продукти, што како што зборевме минатите видеа за стационарна култура. Значи не може да идеш ептен минимално па да речеш ќе оставам на 1 степен и ќе чекам 10 години и ќе се стерилизира. Значи има некоја минимална вредност и од натаму нели веќе можеш да одредуваш време на термална смрт. И последното е децимално време на редукција. Ајде да го бележиме со сина боја. Значи децимално време на редукција, што се базира на концептот кој го зборевме за 90% дека изумираат во секој нареден чекор. Па сега децималното време на редукција представува кое е времето мало т за кое се случува една етапа. Значи за кое 90% од популацијата умираат. И сега да речеме за одредена бактерија тоа е 1 минута. За 1 минута при дадени такви и такви услови, при таа и таа топлина изумираат 90%. Например, при друга топлина, при други бактерии ќе треба например 3 минути да изумрат 90% и така натаму. Сега првиот начин за кој ќе збориме е стерилизација со влажна топлина, значи со влажна топлина. И овој принцип работи исто како што спомнавме преходно, значи имаме протеин и протеинот станува денатуриран и си ја губи функцијата, изумираат микроорганизмите. Сега често сте го забележали например кога пржите јајца, например имаме жочката од јајцето и имаш околу нели како една продзирна маса и после кога ќе го испржиш јајцето, всушност таа продзирна маса станува бела бидејќи протеините коагулирале. Сега некоја што е реверзибилен процес, ама нешто не е. Сега кој е начинот на кој го користиме за стерилизација со влажна топлина? Всушност користиме вриење. Значи сите сме вриеле работни, значи имаме лонче, имаме вода и кога ќе се загрее на одреден степен, значи кога ќе се зголеми, водата ќе почне да врие, така? Сега вриењето е поради тоа што например се намалува површинскиот притисок на горниот слој од водата и преминува во гасна состојба, значи преминува во газ. Ќе направиме како газ. Сега преминат од една во друга агрегатна состојба, да, зависи од енергијата, ама кај течноста всушност зависи многу од притисокот. Значи ако притисокот беше овдека поголем од атмосферата, точка ќе требаше многу повеќе енергија да се додаде, значи многу повеќе енергија ќе требаше да се додаде, за да може водата да премине во гасовите состојби, бидејќи притисокот е многу поголем од атмосферата. Сега ова е важно, зашто сега најчесто во праксата, кога сте дома или нешто ако вриете, не е да толку важно, ама за постручни манипулации е важно. Сега која е проблематиката? Например, кога сте на морска височина, тогашка водата врие при температура од 100 степени Целзиусови. Но, например, кога сте, да речеме, во Скопје, каде што Скопје се наоѓа на надморска височина од прилика 180 метри, тогашка температурата на вриење на водата не е 100 степени, него е, сега карикирам, да речеме 98 степени Целзиусови. Сега може да не е ова да толку голем проблем, ама например некои бактерии може да толерираат например 98, а например 100 да не толерираат. Иако сега преувеличувам, ама важното е дека вриењето не секогаш убива така ефективно. Например некои бактерии да изумираат при вриење и тоа за време од 30 минути, ама некои изумираат за време од 20 часа. Особено некои ендоспори на терморезистентни бактерии, што не е толку често да ги сретнеме, значи тешко е да ги сретнеш при домашни услови, ама при работи во лабораторија треба да се води секаква предпазливост. Сега како да направиме водата да постигне поголема температура? Едноставно се зголемува притисокот.
Значи ако го зголемиме притисокот, ќе треба поголема температура за да почне да врие, и тоа се прави во последни например при автоклави, каде што всушност притисокот се зголемува. Значи прво се испушта воздухот кој си бил во самата средина, значи чека вака да направиме. Ова значи е течноста и сега овој тука дел е воздухот. И претходно треба да се испушти целиот овој воздух. Се испушта воздухот и потоа се зголемува притисокот внатре во садот. И кога се зголеми притисокот, почнува да се зголемува и температурата. И всушност при автоклавирање потребно е да се постигне температура од 121 степен Целзиусов. При што таа температура обично се користи 15 минути со цел да се убијат сите микроорганизми. Сега не дека се ставаат секогаш во вода потребните инструменти, него се ставаат например на петриевки, ова е поголемо. Стојат на петриевки едни врз други, наредени, и парејата од самата вода која доаѓа, така бејќи парејата на иста температура како и водата, парејата ги стерилизира. И овој принцип дека водата всушност не врие на 100 степени, дека зависи од температурата, е многу интересен. Например, во екстремен случај на Монт Еверест, всушност водата почнува да врие и да испарува на температура од околу 86 степени Целзиусови. Значи не е до толку топла, она веќе испарува и не може да ја загрееш повеќе. Зашто ако додаваш повеќе топлина, едноставно побрзо и побрзо ќе испарува, ама нема да стане потопла. Нема да се зголеми температурата. Значи, како што реков, да го избегнеме тој проблем, бидејќи не може да се загрева повеќе и повеќе водата, особено над 100 степени, барем при нормална морска височина, затоа се користат автоклави, каде што се зголемува притисокот со цел да може да се загрее водата до повисока температура. Сега исто е важно кога овие петриевки ќе ги извадиме, да не ги извадиме едноставно така лесно, зашто у самиот воздух има микроорганизми. Така ние сега сме ги стерилизирале и таман ги извадивме и она пак се например тука петриевката и одма овие микроорганизми ќе се налепат на него и веќе не е стерилизирано. Значи што фајде, за џабе стерилизиравме. Затоа обично се пакуваат во некои хартии посебни, кои се и самата хартија е стерилизирана и се чуваат така затворени се до употреба. Нормално има многу пософистицирани методи кои се користат во фабрики или слично, каде што овој целиот процес е механизиран. Наредниот концепт за кој ќе збориме е еден процес за кој сигурно се слушнале, наречен пастеризација, и овој го спомнавме кога зборевме за историјата од страна на Луи Пастер, кој е нашол начин да го спречи расипувањето на виното и на пивото. Сега како работи процесот на пастеризација? Значи тој се употребува за продукти како млекото и едноставно се загреваат. Значи тоа е многу просто. Значи имаме млеко или нешто што е, имаме микроорганизми и се загрева на одредена температура за даден временски период. Така избрана температура да не се наруши така избрана температура и време за да не се наруши интегритетот на хемискиот состав на млекото и неговиот квалитет. Така, сега не се уништуваат сите микроорганизми, како што зборавме до сега, значи ќе се уништат неколку, ама некои ќе останат, ама тие не се, например, штетни по здравето на човекот, иако може да предизвикаат расипување на млекото. И ова не се употребува, значи, само за млеко, се употребува, значи, вака да земеме, значи се употребува за млеко, се употребува, нели, за сладоледи, се употребува за вино, се употребува за пиво и така натаму. И сега да ги видиме некои бројки кои се употребуваат, иначе, да напоменеме дека кај храни кои се богати обично со масти, треба бројките да се зголемат и има малце по-комплицирани постапки, и мастите ја заштитуваат бактеријата, например, на некој начин од топлината. Ако имаме бактерија, имаме масти околу нејзе, од самиот хемиски состав на дадениот субстрат, ја заштитуваат на некој начин од температурата. Сега не е баш како ваква физичка заштита, ама ја прават порезистентно. Сега да видиме некои бројки кои се користат за пастеризација. Например, при температура од 72 степени Целзиусови за време од 15 секунди, тоа се нарекува краткорочна пастеризација на висока температура. Значи high temperature, short time стерилизација.
Сега има исто во Америка што се користи стерилизација на ултра висока температура, кај што се користи температура од 140 степени Целзиусови, ама за да не се наруши интегритетот на млекото и неговиот квалитет, се користи само 4 секунди и дури че ова е ултра high temperature и нема ни допир на млекото со самите ѕидови на садот каде што се загрева, бидејќи многу брзо поминува и под млаз за да не се оштета протеините. Сега како што може да забележиме, колку повеќе се зголемува температурата, толку повеќе се намалува времето. Например, има некои бактерии кои, особено ендоспори, каде што на температура од 115 степени треба да се стерилизираат за време од 70 минути, ама ако температурата ја зголемиме на 125, тоа што треба само 7 минути. Значи, зголемување од 10 степени, 10 кратно се намали времето за чекање. Значи, има една пропорционална зависност, иако не е право пропорционална, иако вдека е во примерот до некој чекор, ама не важи право пропорционалноста секогаш, ама сепак има пропорционална зависност. Има уште еден метод кој всушност доаѓа од пастеризацијата, тоа е тинерализација, што е многу интересно како работи. Например, имаме сад еден и сега го имаме потребниот субстрат и имаме бактерии, ама бактериите, например, продуцирале спори. Сега продуцирале спори, спорите ќе направиме со црвена боја и продуцирале спори. Сега, например, бактериите изумираат на температура од 70 степени, ама спорите изумираат на температура од 110 степени. Ама не сакаме да употребиме температура од 110 степени, бидејќи ако употребиме таа температура, би се нарушил хемискиот состав на субстратот кој сакаме да го искористиме. Сега како да ги отстраниме спорите, а да не ја зголиме температурата над 70 степени? Сега многу тоа паметно го направиле. Значи, почнуваме со садот и сега на почеток ќе извршиме стерилизација со 70 степени и ќе ни останат, значи, само спорите, значи спорите ќе останат, бидејќи тие не изумреле од температура од 70 степени. Сега ќе ја намалиме температурата на температурата која е потребна за некој начин да исклијат спорите со цел да се расипе млекото, односно не да се расипе, ама да ги натераме да создадат бактерии. Например, ја донесеме на 37 степени и сега во наредниот чекор спорите всушност ќе се исклијат и ќе се создадат бактерии. Така, ќе се создаде вегетативната форма и да речеме ќе остане да почнавме тука со 4 спори, 3 ќе се исклијат, една ќе остане и сега повторно го повторуваме чекорот, идеме на 70 степени, ќе изумрат бактериите и се останала една спора. И сега повторно идеме на 37 степени, го имаме садот и сега и последната спора создала вегетативна форма и повторно сега на 70 степени и таа ќе изумре и сме добиле субстрат кој е чист од бактерии. И треба да се прави на точно одредени временски периоди за да не се случи оваа бактерија да си создаде спора, тоа што ќе треба повторно да повторуваме процесот. И последниот начин на користење на топлина е всушност користење на сува топлина. Сега сува топлина, како што кажа самото име, едноставно е оган, да речеме, или жежок воздух. Ако би имале едно стапче, да речеме, еваха едно поголема четка, да речеме имаме едно стапче и на краевите имаме бактерии, едноставно тоа ќе го ставиме на оган. Имаме оган тука и оганот ќе ги уништи сите бактерии, така го држиме се дури се вџаши металното стапче, ќе добие, нели, таков црвен жар. И тоа што знаеме дека сме го стерилизирале. Или пак може во суви печки, например во релна да ставиш. Само што интересно е тоа, например, ако имавме некоја сува печка, така и сега ставиме микроорганизми, треба да се стерилизира, треба да се уништат. Температурата, например, која би ја користиле за стерилизација е 170 степени и тоа од време траење од 2 часа. И сега што можете да забележите, овие се многу поголеми бројки и времето, значи и време траењето е зголемено и самата температура е зголемена. Сега зошто е тоа така? Бидејќи температурата, односно топлината, не се пренесува толку добро преку воздух, како што се пренесува преку течен медиум. Значи преку воздух топлината не продира, не се распределува толку добро и нема добар
топлински трансфер. Значи едноставен пример за ова е дали би ја ставиле раката во вода која е на 100 степени, значи вода која ври, или печка која е на 100 степени воздухот. Значи во реалната на 100 степени нема ни да осетите, мислам ќе биде топло, ама на пример би можеле да држите доста време. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто за како се врши стерилизација со топлина и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за другите методи кои спаѓаат во групата на физички методи за